На денешен ден, 9 август. Во далечната 916 година во Охрид умре Свети Климент Охридски, родоначалник на словенската литература и на црковното беседништво, прв оригинален словенски и македонски поет, говорник, преведувач, прв епископ словенски на македонски на Балканот, но и заштитник на Охрид. Роден е во Охрид околу 840 година. 1883 година. Во Велес е роден Панко Брашнаров, македонски национален деец, народен учител, комунист, хуманист, воденичар, кафеджија, градинар и слуга. Најстар пратеник на првото заседание на АСНОМ, прв преседаваш на заседанието и прв подпредседател на АСНОМ, прв повереник на првата привремена влада на Македонија и иницијатор за формирање на првата новинска агенција на Македонија. Тој бил и најблизок соработник на Методија Андонов Ченто. Умре на Голи оток на 13 јули 1951 година. 1945 година. Воздушните сили на Соединетите Американски држави ја фрлија и втората атомска бомба, додека првата ја фрлија врз Хирошима на 6 август 1945 година, а втората врз јапонскиот град Нагасаки, при што градот беше урнат до темел. Загинаа околу 36.000 жители, а повеќе од 40.000 беа повредени. Во пожарот изгореа повеќе од 20.000 куќи. 6 денови по атомската експлозија, јапонскиот цар Хирохито објави безусловна капитулација на Јапонија. 1962 година. Умре Херман Хесе, германски писател. Негови најпознати романи се Игра со стаклени бисери, Демијан, Сидарта и Степскиот волк. Во 1946 година Хесе ја доби Нобеловата награда за литература. Роден е на 2 јули 1877 година. 1975 година. Во Москва умре Димитрий Шестакович, советски композитор, пианист и музички педагог. Создаде околу 100 музички дела, вклучувајќи 15 симфонии, меѓу кои најпознати се 11-та и 13-та. Роден е во Санкт Петербург на 25 септември 1906 година. 1995 година. Во Сан Франциско умре Джери Гарсија, легендата на американската поп-култура, познат по музичката група Grateful Dead. Роден е во 1942 година. 2012 година. Во 86-та година од животот умре Коле Јордановски, познат инженер, архитект и добитник на наградата 13 ноември во 2009 година од областа на архитектурата и градежништвото. Коле Јордановски беше архитект со меѓународно реноме, експерт на Обединетите нации во сферата на архитектурата, генерален директор на Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје. Тој беше председател на општината Идадија и главен во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес.